Од понеделник на Русино ќе се носи само отпад од Гостивар. Во однос на дислокација ќе се разгледува можноста гласот на граѓаните да се слушне преку референдум. Ова го најави гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари на двочасовната дебата за Русино што вчера вечер ја организираше општината. Дојдовме до заклучок дека Русино во моментот треба да функционира само за општина Гостивар. Ја уште вчера се јавив кај градоначалниците на Маврово и на Врапчиште да не донесат веќе отпадоци тука. Веќе се поставени таму компанија која што го обезбедува. Следните 2 недели ќе поставиме и камери и депонијата ќе функционира само како депонија на град Гостивар. Во меѓувреме, за да дојдеме до заедничка одлука, може да организираме и како град референдум дали депонијата Русино треба да постои. Граѓаните и екоактивистите кои учествуваа на дебатата го повторија ставот дека Русино не ги исполнува условите да биде депонија и дека мора да се затвори за да се заштити здравието на гостиварци. Заградено од сите страни со планини, само према градот отворено за да како настане нели пожар или и да не настане пожар, частичките од таа депонија слегуваат во градот. Затоа ние протестираме, затоа што патот на чистиот воздух е тој. Не знам, малце ми е глупа и прошлиот пат на наши тука средби, кажав, измислуваме топла вода. Раководителката на секторот за управување со отпад во Министерството за животна средина, Ана Мазнева Карамфиловска, го бранеше проектот за претворање на Русино во депонија според стандарди, како најдобро решение за управувањето со отпадот на подрачјето. Тоа предизвика големо негодување од присутните. Не за Русино, стоп за Русино, да. Стоп за ова Русино. Но не стоп за проектот кој што ќе го направи Русино. Граѓанската иницијатива пак Стоп Русино бара комуналец поредовно да работи на правилно затрупување на отпадот. Тие најавија дека од недела започнуваат со повеќе дневно блокирање на патот, што води до така наречената депонија. Доколку ѓубрето е правилно истапкано и распоредено, нема да има горење. Тоа е првото. А второто е што градоначалникот сега ни кажа дека ќе дозволи само да се фрла Гостивар. Затоа треба да зборуваме во организацијата се уште, пошто треба да се блокира. Ние планираме блокажи, блокажи долгодневни на целото носење на ѓубрето, но за тоа не можам да ви кажам сега, пошто градоначалникот има друга одлука. На дебатата исто така беше побарано и поголем ангажман од полицијата и обвинителството, за да се откријат и казнат потпалувачите на Русино.